Денешната пресконференција ја посветуваме на изложбата протести. Тоа е изложба на фотографии на Александар Кондев, кој ја регистрираше револуцијата, шарената револуција и сите протести кои предходеа на неа во текот на некои 6 години со над 10.000 фотографии. Една изложба која сведочи за тоа што може да направи еден, условно кажано, обичен граѓанин или граѓанка, еден млад човек кој веќе не сака да трпи режим кој му ги ускратува човековите права и слободи, кој го става во кафез, кој со години ја уништува неговата младост и земјата во која живее. Ние целосно се посветивме на организација на овој настан. Се надеваме дека владата, релевантните институции еден ден ќе ја сватат големината на шарената револуција и сите други протести, ќе сватат дека 12 април, почетокот на шарената револуција, треба да биде историски дат. Изложбата ќе се одржи утре со почеток во 17 часот на овој простор овде. Ние се разбира со разбирање и со ширина, таква каква што ја имаше и шарената револуција, ги разбираме потребите и на одредени структури да го узурпираат просторот кој беше одамна со недели наназад најавен за точка на која ќе се случува таа изложба. Се разбира, малку се поместивме за да ја покажеме уште еднаш ненасилната, конструктивната, креативната идеја која ја носеше и шарената револуција и сите изворни граѓански протести. На протестите се приклучив 2011 година. Во протестите за Мартин, кога младите самоиницијативно стана во одбрана на правото на слобода, законитост и демократија во нашата земја. Многу сум благодарен до сите оние кои помогнаа, Градското собрание, Министерство за култура, Музеот на град Скопје, а посебно на колегите од Цивил, бидејќи нивната организациона способност ми ја понудија и еве ќе направиме еден омаж на сите шарени, на сите протестанти и да се подсетиме дека демократијата никогаш не треба да се остави сама на себе.